Локалните избраници на седницата го разгледаа предлогот за избор на командир на полициската станица Прилеп и со мнозинство на гласови довербата за командир на полициската станица Прилеп му ја дадоа на Киро Јосифовски. Меѓу другото, советниците го усвоија и кварталниот извештај за извршување на буџетот за период од 1 јули до 30 септември во тековнава година, а расправаа и за тримесечните финансиски извештаи на јавните комунални претпријатија и програмата за работа. Во текот на останатиот дел на седницата беа точки од барање на граѓани за легализација. Имавме некаде 40 од тој дел и се разбира кварталните извештаи, финансиските квартални извештаи на општина Прилеп и на јавните претпријатија. 13-тата седница на Советот на општина Прилеп беше определена за советнички прашања. Тоа беше оваа можност советниците сите оние проблеми, прашања кои што ги имаат од јавните претпријатија, од локалната самоуправа до градоначалникот, ги поставуваа и на таков начин се надевам да овие одговори кои што понатаму ќе можат да ги пренесат и до граѓаните кои што им ги поставуваат и се разбира ќе соберат повеќе информација за се она што ќе им треба понатаму во нивната работа како советници во Советот на општината. На оваа седница советниците имаа можност да поставуваат и советнички прашања, кои главно беа поврзани со комуналната сфера и ингеренциите на локалната власт, а по барање на граѓани беше донесено и решение за именување на 2 нови урбани заедници од населбата Ѓогдере, која беше под урбаната заедница Гоце Делчев, и нова урбана заедница од населбата Точила. На оваа седница беа разгледани записниците од состаноците, од состанокот на урбаните заедници и беа прифатени нивните предлози за имиња на овие 2 урбани заедници и тоа едната ќе го носи името Ѓогдере, а другата Цар Самуил. На таков начин се надеваме дека со формирање на овие 2 нови урбани заедници ќе се подобри соработката помеѓу граѓаните во овие урбани заедници и локалната самоуправа. По останатите 40 точки, советниците расправаа за урбанистичките планови по барање на физички и правни лица.